samo. На светот што излезе од виорот на Втората светска војна, очајно му беше потребна нова музика, која што требаше да ги залечи раните и да понуди нова надеж. Тоа беше музика стилски ориентирана кон јужноамериканските звуци и ритми, американската танцова джез музика, свингот и диксилендот, потоа француската шансона, но и италијанската канцона како синоним за лесни ноти. Оваа нова забава за широките народни маси, во оригинална или препеана изведба, најде свое место на матинеата и на игранките, но исто така започна отворено да го диктира модниот тренд на современата популарна музика, феномен на 20. век. Конзументи на ваквиот музички жанр имаше се повеќе, а со тоа се создаваа и услови за пројавување на автохтони авторски изрази на талентираните инструменталисти, кои ги правеа и првите обиди за создавање македонска забавна мелодија. Секој вечер свиревме на игранки, тогаш беа матиниња, почнува од 12 сатот, сред Белден до 4-5 сатот, до 4-5 сатот мора сите да се бидат дома. Правиме нешто ала Гершвин, ала оно, додека Слободан Николовски, то повозрастен, дека децата бегаме ни од Гершвин и тие работи, да почнеме да правиме наше нешто, да се види дека тоа е наше. И така почнавме. Во историските анали останува забележан и пионерскиот запад на Ѓорги Шупов, Мајчо, родум од Беломорска Македонија, кој во 1945 година ја создава песната Цветна долина, која што по неговото преселување во Загреб му ја понудува на тогаш познатиот и популарен Иво Робиќ. За оваа песна се прави нотен запис, аранжман, а истата се издава со препеан текст на српско-хрватски јазик во изведба на Иво Робиќ. Во овој повоен период на преродба на светските културни текови јакни и националната свест за творење на сопствен мајчин јазик. Радио Скопје, прозорецот кон светот за тогашната генерација, својата скромна програма ја обликуваше во најсензибилната форма и единствено можна во тоа време, одење во живо. Денешнава емисија ја посветуваме на македонската забавна музика, на она време кога таа почнуваше да се развива, значи на почетоците на нашата забавна музичка продукција. Во периодот од 1952 до 1954 година на македонската музичка сцена и радиопрограмите се појавуваат и првите професионално ангажирани интерпретатори Велко Трпчевски, а малку потоа и Љупка Апостолова и Томислав Манич, кои на програмата на Радио Скопје токму во една ваква програма во живо се представија како дует со песните Ја сакам сакам и О љубов сладок сон во придружба на ритмичкиот секстет. Па јас кога завршив со пеењето 1960 година, останав пак во радиото, затоа што љубовта кон микрофонот ми се чини незаменлива. Останав во радиото како спикер, каде што работам се до денешен ден. Имам уште некои 2,5 години до пензија, така што го продолжив тоа дружење со микрофонот. Македонско радио, Радио Скопје. Кажи зошто ме остави и ме облисо тага, дека среќна заборави, беше со мене ти.
Jovo Veljanovski tokmu v ovoj period go sozdava i tekstot za potom mega popularnata vo jugoslovenski i balkanski ramki Kaži zašto me ostavi, koja što Bobi Avtovski kja snimi vo 1954. godina za programite na Radio Skopje i koja što važi za prva snimena makedonska zabavna pesma. Vo 1952. i 1953. imаше potreba Македонското радио да создаде состав и да се продуцира забавна музика преку Радио Скопје. Во тоа време немаше магнетофони и Драган Дјаконовски Шпато со Слободан Николовски, кој беше уредник на радио, создадоа ритмички секстет кој продуцираше 2 пати неделно уживо на Радио Скопје, секој вторник и секоја недела по 30 минути, по кои свира Мики Асановиќ свиреше саксофон, Драган Дјаконовски хармоника, Слободан Николовски бас, Ацо Васевски гитара, Труба Чешљаров. Преградка куѓа трепериш ти, може би мислиш код звезден рој знаги, ако кнежот мој. Многуми на почетните страници од историјата на македонската забавна музика ги врзуваат токму со името на Драган Дјаконовски Шпато, исклучително надарен композитор, аранжер, инструменталист, диригент и пред се ентузијаст во областа на музиката. Драган Дјаконовски, иако бил еден од најдобрите југословенски аранжери во тоа време, во Македонија за жал бил единствен. И сета музика што се создавала во тоа време во Македонија практично морал да ја аранжира тој. Тоа се разбира била огромна работа. Шпато многу пати не спива по цели ноќи за да може да постигне сето она што било потребно да се аранжира и за потребите на тогашните оркестри, а подосна од кога дошле и апаратите за снимање на музика во Македонија, а тоа било некаде 1954 година, ги аранжирал сите композиции што се изведувале на Радио Скопје. Ентузијастот Шпато, кој во 1947 година го формираше студентскиот академски џез оркестар, наречен Саджо, и кој во истата година ја создаде првата македонска џез композиција, Тема 1, во 1952 година го формира ритмичкиот секстет на Радио Скопје, во 1956 година забавниот ансамбл на Радио Скопје, кој веќе во 1961 година прераснува во голем танцов оркестар на Радио Телевизија Скопје под негово раководство. Во овие плодни години за развојот на македонската музика, Драган Дјаконовски Шпато ке создаде над 5000 аранжмани и стотина забавни мелодии, од кои повеќето со вистинска антологиска вредност. Вистинскиот камен темелник, правиот камен темелник беше и останува нашиот веќе легендарен Драган Дјаконовски Шпато. Големиот американски филмски музички спектакл Бал на вода, прикажуван на кинорепертуарот во Скопје пролета 1951 година, за Драган Дјаконовски Шпато ке представува нова музичка инспирација, но и нова пресвртница во она што значи развој на македонската музика за големи оркестарски формации, потеркот на светските хармонски созвучија. Многу интересна и многу сликовито за способностите на Драган Дјаконовски Шпато говори и приказната за него и за филмот Бал на вода. Имено Шпато првпат филмот го видел во еден краток преглед, краток престој во Белград и бил навистина фасциниран и дури магијапсен од тој филм, кој бил музички филм. После неколку месеци филмот доаѓа во Скопје и почнува таа приказна која многумина ја раскажуваат и не без причина, бидејќи многумина му помагале додека тој го гледал многу пати филмот и во темницата, нели, во киносалата му држале батерија за да може тој да ги запишува сите мелодии што се изведувале во тој филм и не само мелодиите, туку да ги запише сите хармонии што ги свирале оркестрите, комплетно целата оркестрација со сите линии на гудачите, на дувачите. Го гледала филмот еднаш во Белград и 35 пати го гледала во Скопје.
На македонската музичка сцена во овој период се јавуваат и нови интерпретаторски имења. Блага Видец, Васка Биџова, Миодраг Станојковиќ, Нина Спирова, Зоран Георгиев, Зафир Хаджиманов и други чии што интерпретаторски кариери се започнати токму со целосниот професионален ангажман на Драган Ѓаконовски Шпато. Парчелето, вриска никој да не чуе, леле Маргарето. Што е она што ме фрапираше каде тој човек? Значи, кој ќе му го сеќам, одиме на некоја граница, имаш тогаш гранични средби, и му кажувам каде одиме, тој вели, да, има една песна, вика, бугарско-полска, и ми отпеа. И ја викам, може, убава песната. Имавме пеачка Марија Арсова, се вика, жива и здрава, уште многу убаво пееше девојчето. Седна, ги стави партитурите, ни клавир, ни гитара, ни ништо, од памет. Така, 16 партитури ги напиша, за 3 сати аранжманот беше готов. Сите слушаме Шпато што ке рече, тој му беше, некој ке речеше, Драган Ѓаконовски бил сладокусец. Тој бил сладокусец, меѓутоа, тој беше среќен кога ќе му изведеме песната, тој беше аранжер, едини аранжер. Кога ќе му изведеме квалитетно песната, му течева солзи од радост. Шпато навистина беше човек кој што живееше, гинеше, се од себе даваше за тоа што беше пред се джез. Но животот пишува романи и еве ги сега мојот син Васил и неговиот син кој што исто така го викаат Шпато, направија прекрасен албум трио на кој што Максим негов свири бас, а Васил клавиатури, значи клавирски трио, веа и на фестивалот во Скопје. Значи, за жал, последните 2-3 години бевме многу често, кога тој не беше добар со здравјето. Мајката природа некој знае да не награди или знае да не казни. И тоа можам да си представам што ќе беше ако тој беше жив уште многу години. Овој се окажав и за мојот драг пријател Ристо Шишков за филмот, не знам дали сте го гледале, затоа што многу рано отидоа, има многу да кажат, а останаа многу работи, за жал, некажани. Меѓутоа мислам дека беше една гениална личност, ретка личност, дарба од Бога, јас така го сметам тоа, затоа што тој S-фактор на нашата интелигенција е нешто што го дава мајката природа. За еден ден, за една ноќ, Копакабана. За еден миг, за еден стих, Копакабана. Не само чуј без тебе не. Се сеќавам на нашиот драг Шпато, кој беше неуморен во дружбата со музичарите, со младите интерпретатори, со своите колеги. Неговиот дом, специјално, беше секогаш отворен за сите нас. Тој беше и плоден, и композитор, и музичар, инструменталист, и диригент, и аранжер, така да ја имав голема чест да другувам до крај на неговиот живот со него и пресреќен сум што запознав една таква личност во Скопје и морам да ви кажам и ден денеска ми недостасува. Тоа беше искрена душа, поштена,
музиката му беше се, ама ете, нема правда, па предано отиде. Композицијата носи наслов Мојата гитара, автор е Пиджини. Текстот го напиша Божо Софрониевски, а исполнител е Благоја Петров Караѓуле со диригентот Драган Джеконовски. Авторите на пишаниот збор во популарната музика како значаен сегмент на крајниот производ ја носеа одговорноста за песните што остануваа да се паметат или да се заборават. На почетокот, како слободни препеви на најголемите светски хитови, македонските автори на текстови во овој период во текстуалната содржина на забавната песна внесуваат и поетско-уметничка нота. На самиот почеток на 371-та емисија Тригонга, да ви кажам дека покрај редовните содржини нашите топ-листи, за еден од најплодните текстописци во историјата на македонската музика се смета името на Ѓоко Георгиев, доајен на македонското радиоводителство, водител на познатите Тригонга, Микрофонот е ваш, како еден од иницијаторите за востановување на Скопскиот фестивал, кој има создадено над 3000 авторски текстови, како и над 1000 препеви на познати хитови. Тоа беше 5-та или 6-та година од постојањето на емисијата Тригонга. Таа доживеа 1000 емисии, 20 години. И таа не беше само македонска емисија, не беше само југословенска емисија. Беше, би рекол, балканска, зашто јас тоа го чувствував, преку писмата што се јавува интензивно од цела Јужна Србија, Косово, половина Бугарија, дури во Солун, од Солун добивавме јавувања. Кога почнавме со снимање на забавните мелодии, односно за продуцирање уживо на радио, имавме сиромашен репертоар. Обично странски мелодии се преведува на македонски јазик. Првиот што беше, што ни преведуваше текстовите Слободан Николовски, Божо Софрониевски, а покасно дојде во радио 57-58 година и Ѓоко Георгиев, кој беше голем специјалист и добро ги пишуваше, така да сите наши потреби, дали за домашна мелодија и композиција, дали за странска, тој знаеше да ги напише и често освојуваше и награди на фестивали во бивша Југославија. Појавата на нови имиња на македонската музичка сцена значеше и нов бран на музички инспирации, врамени во нови стилски форми на изразување, кои беа логично продолжување на мисијата започната од Шпато, а потоа прифатена и продолжена од страна на неговите колеги. Во јули 1957 година во Белград, на првиот фестивал на југословенската радиодифузија, за прв пат прозвучува и една мелодија отпеана на македонски јазик. На анонимен конкурс, распишан за потребите на фестивалот, Радиотелевизија Скопје ја испраќа композицијата Последна солза на Димитар Масевски, за која што текстот го напиша Ѓоко Георгиев, а во изведба на тогаш популарната оперска дива Аница Зубовиќ. Учествувам јас во еден фестивал кој беше на Југословенска радиодифузија, од делот тоа што за фестивали југословенски, и таа песна Последна солза, моја од првите некои мелодии, влегува на тој фестивал, и тоа е прва македонска песна на македонски јазик, испеана во Белград. Ја пееше Аница Зубовиќ, а требаше да пее Живи Станич. Бидејќи има голем диапазон, голем распон има музички, али поради тоа нешто беше, не можеше да се оствари тоа, него пееше Аница Зубовиќ. Сакам да ви кажам, тоа е значи прва песна на македонски и што е најважно, текстот на Ѓоко Георгиев беше награден. Значи тоа е прва наша успеха и прв награден текст на југословенски пат.
За аранжманот на оваа композиција Драган Ѓаконовски Шпато ја добива првата доделена награда за аранжман во историјата на фестивалот, а Ѓоко Георгиев наградата за текст. По повод изведбата и наградата на Последна солза, еден од најголемите диригенти на тоа време Бојан Адамиќ ќе го нарече Шпато генијалец. Подоцна, оваа композиција ќе биде снимена со помал оркестарски ансамбл со кадифениот алт на нашата Блага Видец. Меѓутоа, требаше да се настапи во Белград пред Опатискиот фестивал и ние испративме на композиција на Масевски Последна солза. Чекајте, слушајте се. Првите се, тоа е се уред. И се, јас сум таму присутен и доаѓа Адамиќ дирижира, оркестар голем, и доаѓа Адамиќ, излегува наредени штимовите и доаѓа Адамиќ. Вика, каде е партитурата? Оркестар партитурата. Јас се дам, нема партитура. Како кажа, нема партитура? Викам, нема. Па кој го пише? Па викам, едно дете, еден момак, еден младич, не го знае тогаш. А како пише? Така вземал прва труба, а вика, он е или голем, или лудак, или е геније. И седиме на вечер така во едно фино, пријатно друштво и Бојан Адамиќ зашпале, вика, ма тај не е обичен човек, тај е генијален човек, вика, или е будала, вика, или е геније. Зашто? И ми кажува случка, деваме аранжман, нели, он вика, аранжман ми е одухвален. А вече треба проба да се прави. Седнуваш на ова, так, и овај го гледа и не може да се научи Бојан Адамиќ, кој беше име од голем ранг. И го напишал, и кој го дал, вика, па мора да има нека грешка, не грешки нема, вика, унатре, отсвирите го, ќе видите. И тој, мислам, и чак и доби некоја награда. Кога станува збор за македонските автори на некогашните фестивалски сцени, од своето деби на Опатискиот фестивал на забавна музика во 1960 година со композицијата Песна на враќање, па се до настапот на истиот фестивал во 1986 година, Александар Џамбазов стана еден вид заштитно композиторско и диригентско име на овој престижен музички фестивал и по бројот на наградите и по бројот на настапите. Ти насобра еден завиден број композиции со кои се представи Опатија и дури еве овој факт дека македонците барем во историјата на досегашните опатиски фестивали, најзастапени како автори на музика Александар Џамбазов и Ѓоко Георгиев. Со текстовите. Морам да кажеме дека не сме се договарали, меѓутоа факт е дека Ѓоко Георгиев и Александар Џамбазов се југословенски рекордери по број на текстови и на композиции во Опатија. Еден бакнеш песни рој, еден поглед безброј сни. Во 1962 година на Опатискиот фестивал се случува комплетна победа на македонски авторски тим. Имено композицијата Еден бакнеш на Петар Пешев, на стихови на Христо Крстевски, а во аранжман на неповторливиот Шпато, во изведба на Зоран Георгиев, во алтернација на Нина Спирова, ја освојува првата награда од публиката и станува вистински хит препеан на повеќе јазици. Штом го плени љуби ме ти. Се случи 1962 година Опатиски фестивал, кој пред тоа се одржуваше, меѓутоа 62 година бевме одредени од уметничкиот колегиум и редакцијата на Радио Телевизија Скопје да ја застапуваме Македонија на најголемиот фестивал во таа земја тогаш, јас и Нина Спирова. Кога се сеќавам на тоа, кога помислам на тоа време, прво ми доаѓа мојот огромен страв, трема, тешко подношлива
И после тоа наступот беше сигурен и добар, публиката ме прими многу добро, и мене и Зорана. И кога песната победи, дојде да ми кажат дека треба да наступам, да се појавам, песната добила прва награда. Еден бакне, песни рой, еден поглед, безброј сни, моите желби немат број, што ме плени, љуби ме ти. Иако не беше роден во Македонија, Љубомир Бранѓолица е уште едно значајно име од историјата на македонската музичка сцена, од првиот момент на неговото доселување во Македонија. Со веќе стекнатото искуство како композитор на полето на класичната музика, дотогаш под силно влијание на Џорџ Гершвин, Љубомир Бранѓолица во својот придонес кон македонската музика од самиот почеток низ неговите лични развојни периоди, ке ги комбинира и претопува карактеристичните форми на созвучијата од лесниот џез и танцовата музика, создавајќи нови авторски дела на кои им дава симфониски печат. За името на Љубомир Бранѓолица како композитор се врзува и првата македонска андерграунд композиција наменета за словенечката група Млади леви. Композицијата беше насловена Блесна како нож, а во ист стилски манир е и композицијата Мој бол, која што за продукцијата на ПГП РТБ ја сними популарната Корни група. Новите слободи и рушењето на конзервативниот морализам од општествениот живот и маргини се рефлектираа и врз секоја форма на израз во културата. Музиката како најдостапна уметност за поширок аудиториум беше предвесник на нови трендови. Светот беше соочен со феноменот Битлз и нивната музика, која што остави неизбришлив печат во развојот на светската музика. Влијанието на Битлз и не само кај нас, туку и во целиот свет е навистина огромно. Ни Елвис Пресли не извршил толкава внимание, иако се смета за крал на своето време на рок-н-рол музиката, затоа што Битлси се разликува и во музиката, и во однесувањето, и во се она што се вика прифаќање на младината во тоа време. Битлси, иако почнуваат да свират некаде крајот на 50-тите години, 62 година го издаваат првиот хит. 63-та веќе се многу популарни, 64-та веќе целиот свет е на колена пред нив. И затоа ние група млади луѓе кои собиравме плочи, дискофили, набавувавме таква музика и ја пуштавме и на радио, и по некои гранки, седенки што ги правевме. И таа музика доби огромен број на слушатели, поклоници на таа музика. И нормално, поедини групи млади луѓе почнаа да размислуваат да направат своји состави кои ќе личат на Битлз. Планетарно прифатлив, овој бит ритам ќе ја инфицира комплетната музичка јавност, оставајќи им сепак слобода и простор на авторските и репродуктивните имиња за сопствен израз во рамки на својот национален музички идиом. И македонската музичка сцена и продукција не беше имуна на ваквиот помоден тренд во музиката. Во овој период на македонската музичка сцена се појавуваат и првите вокално-инструментални состави или групи, кои покрај свирките на игранките и на летните тераси, во својот репертоар воведуваат и авторски композиции по теркот на новата музика. За прапочеток на овој музички тренд во Македонија се смета групата ABCD.
Конкретно во Машката гимназија Цветан Димов постоеше едно силно и подоцна ќе се види значајно музичко движење, центар на мозок, можам да кажам, двигател на тоа музичко движење беше сега за жал покојниот Борче Дашковски, кој што уште на крајот на конкретно 1960 година го оформи квартетот Јуниори, во кој што членуваше и подоцна многу популарниот и познатиот македонски пеvač Зафир Хаджиманов. Околу тој вокален квартет всушност заедно со него работеше и Зоран Георгиев, подоцна исто така познат интерпретатор, а меѓу останатите пееше и Коле Ангеловски, познатиот режисер и артист, Стевче Ацевски, Станче Длака и јас. Подоцна квартетот Јуниори прерасна, можам да кажам, били со оние нормални промени низ времето, прерасна во вокален квартет АБЦД, околу кој што почна да се собираат нови млади љубеници на музиката, конкретно пеачи. Освен Зафир Хаджиманов, со нас почна да пее и Љупка Димитровска. Подоцна Бети Чоланчевска, Симе Грнчаров, Диме Поповски. Бела птицо несознаена. Анастасија Низамовска, Славица Исијановска и уште бројни други интерпретатори кои што, еве, во оваа прилика не можам да ги набројам, не можам ни да се сетам. Во групата Бисери членуваат Константин Икономов, соло гитара, Боро Мациев, ритам гитара, Димитар Чемков, ритам гитара, Диме Ѓурев, бас гитара, Боро Лулев, удиралки, Стефан Јаневски, вокал, за потоа со промена да дојде Ѓорги Костадиновски на местото ритам гитара. Во почетокот на 60-тите години беа популарни и се слушава тие што беа по таа музика, популарните европски радиостаници Луксембург и Монте Карло, и од таму доваѓаше до нас една нова музика, магична музика која не пленеше, која не освои со тој нов музички сензибилитет. Музика која изведува групи во формација 3 гитари и тапани. Бидејќи беше изведувана со електрични гитари, ние во почетокот ја нарекувавме електрична, подоцна се менуваат тие термини, за да на крај се одомачини терминот рок музика. Групата Безимени беше во состав Боро Пејчинов, соло гитара, Станислав Длака, ритам гитара, Ламбе Смилевски, бас гитара и Јове Наумовски, удиралки. Од овие две групи во 1965 година ќе се формираат легендарните Бис-Бес, во чиј состав влегуваат Коце, Циме, Чивчи од Бисери и Ламбе и Станче од Безимени. Во почетокот имавме, што се однесува до настапи на телевизија, радио и така натаму. Имавме и некои проблеми, бидејќи нормално дека таа музика што интерпретиравме, голем број на стручњаци од постарата генерација не беше склон на такво размислување да се прифати таков тип на музика, велејќи дека е тоа музика од западниот свет, да не речем капиталистичка и така натаму. Меѓутоа, квалитетот си го донесе своето и постепено почна тоа да се реализира и преку првите снимци
кои што ги направив на МРТВ, нормално. И тоа, мислам, прво аудио снимци, а потоа и видео записи и спотови од тој период. Da plačam ili da pejam, tvoj odlik ne mi kažu vam, ne znam da li tvoj od nas me prednaške moj. So tebe li sredba imam, srce ne mi nalega, od tvoj merak što godno sam, duša gori mlad. Двојната фракција на електричниот состав БИС, бисери и без безимени од самите почетоци важеа за група на одлични музичари, подкрепени од авторското перо на Јане Коџабашија, чија што музика промовираше оригинален македонски бит ритам. Во 1968 година на фестивалот на југословенската поп музика на летната сцена Арте во Загреб, овој македонски музички бренд настапува со инструменталната преработка на фолклорната Море Сокол пие во аранжман на Јане Коџабашија и композицијата На тој ден од Славе Димитров, освојувајќи ги неподелените симпатии на публиката и на музичката критика заради оригиналноста и врвната изведба. На овој настап ги исполнуваат уште и композициите Добро утро ученичке, Пак сум влюбен јас, Што е врева, Било и поминало и легендарната Дал да плачам или да пеам. Јас имав среќа подосна да ги запознам сите тие момци од групата Бис-Без и бидејќи им се допаднаа композициите кои што им ги понудив да ги свират, направивме едно дружење прекрасно кое што резултираше со настапот на Загребскиот фестивал во 1971 година. Композицијата која што тогаш ја исполни и со која што беа наградени на тој фестивал е Дал да плачам или да пеам. Таа композиција слушам дека младите се уште сакаат да ја слушаат. Значи сме направили нешто што беше можеби прв чекор кон амбицијата да создаваме национална забавна рок музика. Ова македонска група во алманасите на историски развој на македонската забавна музика ќе остане запаметена и по пионерскиот потфат на полето на телевизиското видеообликување на дел од нивните numери, што за многумина представува со право почеток на ерата на продукција на видеоспотови во Македонија. Одевме на концерти низ Македонија. Во тој период, значи се јавива надпревар на градовите. Вашите 5 минути, ги вика. Тоа беше, да не речам, потрес на нашите луѓе овде. Сите градови учествуваа, надпревар на градовите, на вашите 5 минути. Значи, тога почнали да се јават и таленти, аматери, така натаму. Беше, например, сега ќе спомнам Марија Арсова од Штип, одма пеач. Неверојатно. А тоа се аматерска работа. Значи, таа работа и одеме на концерти негде и по Југославија. Одеме у Сарајево, Белград, така натаму. Тоа беше нашето движење кое ни даде сила да оформиме и нашиот фестивал. И тоа се случува. Значи, 68 година правиме фестивал. Скопскиот фестивал на забавни мелодии е од пресудно значење за развојот на македонската музика и музичката продукција воопшто. Процесот на авторско и креативно созревање на фестивалските сцени низ годините сосема логично ја наметна и потребата за домашен фестивалски бренд, кој во следните десетина години ќе представува престижна музичка сцена за врвни авторски и интерпретаторски имиња не само од Македонија, туку и од некогашната Југославија. Музичка манифестација и фестивалски бренд на македонската радиотелевизија,
koja što niz godiните go potvrdi i neizinoto značenje, neizinata programa i muzička produkcija kako dvigatel na istorijski razvojna zabavnata muzika, kako biten element za kulturni identitet na makedonski narod. Sa